650.000 цртежи во период од 35 години, најдоброто од светот собрано на едно место. Малиот битолски Монмартр за годинишната јубилејна колонија веќе ги прибира творбите од секаде во светот. На 20 февруари истекува рокот. Верувајте дека сега е на тешки момент да определиме она што е најквалитетно, бидејќи секоја пратка што пристигнува ја отвараме, ја регистрираме, картотека правиме и она што е најдобро, неколку души тука ќе одбираме она што се најдобро. Ако исплати некој 20 работи, може на 10 или 5 или 4 ќе влезе во конкуренција за изложба и за награди. Годинава ликовните амбасадори од цел свет творат на тема Олимпијадата во очите на децата и на слободна тема. Најуспешните ликовни остварувања ќе бидат изложени на изложба на Олимпијадата во Рио 2016. Учествуваме на 5 Олимпијади годинава, како Сиднеј, Атина, Пекинг, Лондон и сега Рио. Со Олимпијска комитет се договориме да имаме годинава голема изложба. Може прво во Скопје да биде отворена, после да биде отворена и во Рио, а тие си задаа задача во кое место каде во Рио ќе биде отворена изложба. Меѓутоа, првите пратки што ги добив ме фасцинира што добиле творби од Индонезија. Голема колекција од 125 творби, навистина ќе биде за нас многу тешко како да се определиме да ги доделиме тие награди. Од година во година се зголемува бројот на пристигнати творби што представува проблем каде ќе бидат изложени, затоа што нема толку голем простор каде би можеле да се изложат сите пристигнати творби. Успехот на Монмартр за мене представува светската изложба. Ова изложба што тука пристигнуваат творбите, тоа е за мене најважното, најубавото, бисеро што се вика на она што е кој добиваме и тука. Малиот битолски Монмартр е од големо значење не само за градот, туку и за Републиката.